10 представи во официјалната конкуренција и уште 4 во придружната програма. Тркалезни маси, автор во фокусот, работилници, театар за деца, како и изложби, ќе понуди 60-тиот јубилеен македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој што ќе се одржи годинава од 5 до 12 јуни во Прилеп под мотото Храбриот нов театар. Годинашни добитници на наградата за животно дело се театарските уметници Атила Клинче, Сашо Миленковски, Љубомир Чадиковски и Веби Керими. Уметничкиот директор Ана Стојановска вели дека во македонскиот театар во моментов недостасуваат повеќе представи на современи македонски автори. Од изгледаните 54 представи во македонските институционални театри и независната продукција, како главна одлика се гледа дека доминираат мал број режисерски имиња, квази комедии кои треба да ни покажат дека публиката доаѓа во театар од една причина, како и препрочити на одамна веќе излитани драми. Недостига поголем простор за македонската драма, независно дали е современа или не, а особено представи кои сериозно би ја поставиле македонската драма во современ контекст. Иако на репертуарите на театрите имаше македонски драми, сепак недостигаше современ ракопис кој треба да покаже како треба да изгледа денешната современа драма кај нас, а истовремено некои од представите работени според македонските драми не беа на соодветно ниво во однос на актуелниот театарски контекст. Фестивалот ќе го отвори Мачки на глава од Венко Андоновски во режија на Дејан Пројковски на Драмски театар Скопје. Стојановска потенцираше дека театарот треба да биде критичар на општествените текови. За мене, современиот театар денес треба да има став и коментар на состојбата во која се наоѓаме, треба гласно и јасно да ги детектира аномалиите на општеството и да покажува сериозна професионалност. Од годинава наградата за најдобра машка улога ќе го носи името на актерот Крил Ристовски. Фестивалот продолжува со тематиката Прилеп во фокус, а овој пат во фокусот се тројца прилепски театарски уметници: Благоја Ивчевски, Лидија и Трајче Ивановски. А годинашен автор во фокусот пак е Дејан Дуковски.